Помина неколку емисии, слушнавме навистина интересни животни искуства, имаше смеење, имаше плачење, но секако она што е најважното дека сакаме да ви доловиме една искрена приказна и она што е поентата секако на оваа животна приказна, да ви ги представиме соговорниците во едно поинакво светло. Искреноста и понатаму ќе биде наш лајт мотив, а јас ќе ви кажам добре дојдовте во уште едно издание на животна приказна заедно со мене, јас сум Здравкица Милич. Добре дојдовте во животна приказна на Македонската радио телевизија. Свири ја бисер балкански рани да ми излечи до мене браќа балкански. Роден е во Скопје, пораснат е во Ново Лисиче, а неговата музичка приказна ја започнува уште од своји најрани години. Важи за еден од нашите најквалитетни вокали, а со музиката која ја создаваат со неговиот брат, успеа да ја придобијат како публиката во Македонија, така и македонците кои ги има насекаде на овој свет. Дами и господа, Стефан Филиповски од Next Time, гостин во животна приказна. Боли зошто замина, да те видам тебе, мамо, да си куштам браката. И после кратката најава се враќаме назад во студиото и секако стартуваме со ова ново издание. Ќе кажам добре дојде за Стефан Филиповски или Стефан од Next Time. Стефан, добре дојде во животна приказна. Одлично ти благодарам. Еве ти си првиот денес како ме праша како сум. А сега да јас ќе те прашам како си и колку често пријателите тебе знаат да те прашаат како си искрено од срце. Па често знаат да ме прашаат, затоа што често се дружиме, често сме во комуникација и едноставно тоа ни е кодекс нели на култура и без како си не може да почне денот. Така, Здраво, не е добро ништо, утро, добар ден. Не е ништо про форма, туку искрено од срца. Повели Стефан, ова е твоето место. Се надам дека ќе имаме една убава приказна, дека ќе слушнеме нешто поразлично од она што досега можеби гледачите навикнали да слушнат и да видат од вас. Некако ни недостасува можеби другата половина, но многу е поедноставно кога имаме близнаци и кога можеш да зборуваш и во негово име. Мене ова ми е некао ново, што не сум со Мартин. Да. Така ќе ми биде, мислам дека интересно, затоа што повеќе ќе можам да зборувам. Повеќе да дојдеш до израз од него. Се шегувам. Да го поздравиме Мартин секако. Една необична приказна, бидејќи еве за прв пат во ова емисија или во овој серијал имам близнаци кои поинаку е да се живее со близнак, претпоставувам, бидејќи она што вие сте еднојајчани близнаци, она што ти го живееш, всушност го живее и тој. Можеш да ми кажеш како е твоето искуство? Тоа беше во детските години или и во пубертетските, во тинеџерските години, меѓутоа сега сите идеме по својот пат, затоа што имаме доволно години нели и зрелост да продолжиме самостојно во животот, да оформиме фамилии и да се чекориме на некој начин секој по својот пат, меѓутоа работата е тука секогаш не споја, затоа што ја и Мартин сме членови или дел од Next Time а често сме нели со настапиве, така да често сме и заедно. Често сте заедно, но повторно ќе кажам, таа поврзаност не може нормално никогаш да исчезне, вие сте буквално како едно. Какви деца беа Стефан и Мартин? Немирни, мирни? Искрено се сеќам на одредена возраст, меѓутоа мислам дека бевме мирни деца. Немавме некои големи потреби, захтеви, било што, затоа што во тој период се ова што го имаме денес, го немавме тогаш. Немавме иста финансиска состојба, фамилиарна, немавме иста и самостојно. Знаевте да кажете добро во ред, доколку нешто побарате не добиете. Бевме задоволни со минимални работи затоа што само тие сме ги виделе. Немаше интернет, немаше многу на телевизија каде што можеш да видиш све што нуди светот и едноставно не ти расте апетитот така, меѓутоа све што можевме да видиме е спорт. Тоа не се интересираше, не интересираше NBA, фудбал. Значи ние се задоволувавме со тоа. Така, не бевме со некои големи апетити, као сега
младиве што растат све можат на Инстаграм и на Фејсбук да видат и све Социјалниот посакуваат. момент е, Да, да, и све поинаку. посакуваат, веројатно. Така, колку бевте деца од улица, пораснати сте во Ново Лисиче, едно урбано место каде што доста еве луѓе од јавниот свет, поготово што се занимаваат со музика, потекнуваат токму од Ново Лисиче. Се дружевте со Тони Зе, кој се од Тони Зе не, он е од аеродром. Ние со Тони Зе со Тони се запознавме кога почнавме со музика. Со Сладкар, со Марко, со Сладкар се знаеме од мали, затоа што сме иста генерација, во Лазо Ангеловски учевме. Се знаеме со Елена Ристевска од мали, така да тие се оние кои што сега ми текнуваат као попопуларни од сценава. Има многу кои што исто се бават со алтернативна музика и слично. Значи, Ново Лисиче поседува, значи, во изобилие доста таленти. Дали уметници, дали било каква бранша. Така да, на тоа сме сведоци. Убава населба е. Еве, Мартин си остана во Ново Лисиче, јас си земав стан на другиот крај од Скопје. Така да, он си го онака у срце му е Ново Лисиче, има многу зеленило, паркче, дете да не го мислиш и да го пуштиш да. И тука се најбавите спомени, да. секако. Се дружите ли до ден денеска со пријателите, другарчињата од детството? Па нормално дека се дружиме. Ние ги викаме трите кули, таму живее се Мартина, израснавме заедно. Со сите сме во комуникација, со сите се дружиме. Се не седиме на клупи. Тоа го прави, да ти кажам, знаевме да седиме до короната. Знаевме да седиме. Меѓутоа после корона некоја се смени, дали сите нагло пораснавме, нагло созреавме и се малце као да сме одвоени. Не сите ни се промени животот, да, после короната. Да, короната колку беше стварно лоша. Имаш и позитивни ствари, тоа беше што луѓето се зближува многу, се почнавме да се дружиме многу, да баравме дупки во системот како да се видиме со луѓево, со другарите, затоа што нели имаше ограничување до кога можеш да бидеш надвор или така. И ние баравме оние дупки како да се дружиме. Така, тоа личи на нас секако. Средношколските тинеџерските години како ги поминавте? Малски, излегување во град, Што најмногу? Не искачавме ние многу во град. Искрено, тука голем удел имаше, затоа што ние почнавме средна школа во физкултурното училиште во Скопје. Меѓутоа, од трета година се префрливме во Орце Николов и додека учевме во физкултурно училиште, сите беа од надворешните. Значи, надвор од Скопје, мислам дека 95% беа од надвор од Скопје деца, дечки, и сите си одеа некако као дали дома, дали по интернат или не знам што, и не се дружевме многу често. Вака на час сите бевме сплотени и убаво беше, меѓутоа вистинскиот живот мислам дека почна од Орце Николов, затоа што во Орце Николов видовме дека се посоциализирани луѓето. И ние мислам дека таму малце повеќе се изградивме као личности. Ново Лисиче обично е населба која важи за рапери, да кажем. Вие сте некоја друга сфера, друг жан. Од каде рокот како избор на музика? Од каде? Брат ми поголемиот Филип, знам дека во средно училиште почна да слуша, да пуша коса долга, да слуша металика, колку е поголем Филип од вас? рок-н-рол, 2 години. Не цели 2 години. Он ја донесе таа музика дома и ние почнавме така да слушаме heavy metal, рок. После почнав да си ги сознавам и дознавам групите што се добри во рокот сам. И едноставно почнав да слушам Bon Jovi, Whitesnake, Skid Row. Филип ви ја пушти жишката и не се занимава со музика. Он се занимаваше до некое време и негов најголем успех како артист. Он има бенд, се викаше Steel Temple и се вика Steel Temple. Пее во Белградска арена
како предгрупа на Hammerfall, една група heavy metal Hammerfall се вика, и ме покани да бидам гостин. Ја на една песна што на толку настапи во кариерата сме пеели и сме пеели на Евровизија и каде не. Меѓутоа у Београдска арена не сме пееле и он ми даде шанса да пеам таму и ја сум премногу захвален. Благодарен на него за тоа, а имаат пеено и на White Snake као предгрупа на Кале, така да бев и на тој концерт и едноставно он ја донесе таа музиката. Одлично. Од каде талентот за пеење? Кој е виновен што Стефан почна да пее? Кој те препозна? Фала ти што мислиш дека имам талент. Кој ме препозна? Ја и Мартин сме доста музикални од мали нозе. Значи од 2-3 годишна возраст или 2, ние на свадба пеевме песна од Драган Вучич, Ника, убава Марика, да. Таа пеевме, имаше и снимка во Икоми, меѓутоа не знам зашто не ми ја дава. Да, која година беше таа песна? Војко тоа наш не откри како таленти и он малце повеќе не форсираше према музиката, иако ние сакавме да станеме фудбалери или кошаркари. Некако не пријави не убеди да се пријавиме на фестивалот Злато Славече, пеевме и на Сидо. И така почна се околу музиката, меѓутоа имавме пауза затоа што онака кога ќе поминеш тие детски години, нели станаш тинејџер, ти се менјава цел мајндсет и потреби. И фудбалот ни беше главна љубов. Се откажав на 19 години, да, и сватив дека сакам да се бавам со музика. Би променил, веќе помина сигурно 20 години како сте дел од музичката сцена, од прилика, дели? Па не знам, од 2009-та. Скоро, 16-17 години да речеш. Така, значи скоро 20 години. Би промениле ли нешто? Или се би течало по истиот пат, кога би можеле да вратите нешто? Би променил, секој, никој не е перфектен, нели? Ако гледаш назад, многу работи би променил, меѓутоа тие работи нели не донеле до каде што сме. Меѓутоа ја би променил темпото на работа. Ја би го променил тоа, затоа што тоа зборев вчера со Марко, со Сладкар. Се видовме и му викам, човек, сваќам после толку години кариера дека имаме малку албуми. Имаме 3 албуми, тоа е многу малку за човек што пее. За толку време, да. Да, имаме 2 во почетните 2-3 години. И овој со патриотската музика чекавме 10 години да се објави. Од 2014 Добро, тоа може би беше некој период на адаптација, на препознавање себе си. Всушност тука исто вашиот идентитет го откривте всушност со патриотските песни. Мислам дека тука и најмногу ја освоивте по широката јавност. Па фала ти, види, Зракса, кога креираш, не очекуваш, немаш очекување дека како би бил финалниот продукт. Како ќе помине, да. Како ќе го прифати публиката, затоа што ние се наоѓавме во една ера каде што креиравме поп-рок музика и кога направивме Ја излези Ѓурѓо, првичната мисла беше како оваа песна ќе стане хит кога сме навикнати да слушаме по радијата рефрени со 2 збора. Да. Што се повтараат. Ова беше сосема ново нешто за нас. Викам, ама од љубов ја направивме и викаме ќе направиме на голема промоција. Нов проект е, нешто ново за народов, ајде да видиме како ќе помине. Добро, доста и вложивте во сето тоа и публиката некаде ја препозна таа ваша енергија и љубов према таа музика и мислам дека тоа е можеби некој си печат ваш до сега. Да, од финансиска гледна точка многу пари се вложени, имавме среќа и да се најдат голем број спонзори кои што застанаа по сите овие проекти. И голема благодарност до сите кои што ќе се препознат од тие влогови. Меѓутоа, стварно, мислам дека без таква поддршка финансиска немаше да можеме да успееме да го искреираме ова, затоа што песната ќе искреираме, меѓутоа визуелниот дел од спотовите, нели као спот кошта многу и не можеш да го финансираш ако стварно немаш помош од големи компании или големи луѓе
кои што си ја сакаат земјата. Секако. Како го толкуваш тоа дека сигурно стигнало до вас, дека многумина можеби и таа песна конкретно, зошто се појави во тој период, зошто го избравте тој момент, го толкуваа со некоја политичка конотација? Дали можеби има некоја вистина во тоа? Нема никаква вистина во тоа. Види, луѓето можат од све да направат приказна. И да сватат како нив им одговара. Работа, затоа што кога е нешто успешно, сите збора за тоа. Значи, нас не се допаѓа што сите се фаќаат за тоа, за било што, ама поврзано со нас, затоа што луѓе плаќаат огромна сума на пари и средства за допрат до луѓето, ние тоа без пари за маркетинг, да. Се фатија на тоа и си направија приказна како што си сакаат. Едноставно Ви треба да сватиме, тие коментари? па не, ние си ја знаеме вистина зашто ни пречи. Едноставно, а меѓутоа мораш да играш паметно, да играш не мора секогаш да со опраш као леле, јас сум не, па да видат дали си нервозен или не, едноставно секој има право на свое мислење. Јас како викам, тие позади тастатура се секогаш најаки, меѓутоа мора да се работи и ова го направивме искрено со некоја цел дека сметавме дека фали таа музика патриотска во некој ново руво, затоа што се прават стварно, нели, обработки на Јовано Јованке, чалкиски песни и слично, меѓутоа као од младината никој да не беше толку храбар да го направи проект со патриотска музика. И тука ние сме заљубени во тие песни од мали нозе, затоа што баба ми се викаше Ѓурѓа, од Демир Хисарско село Жван, и ние таа песна пееме дури од кога сме памтиме за себе. Така, слушам кај шумите исто. Затоа и помина така добро, да, и едната и другата. Па со љубов е Со љубов, направена, да. Така, Ѓурѓа е се уште жива или не? Не, одамна е почината баба ми, мислам дека 99 или 2000 година. За жал, не знае дека Да, дека ја меѓутоа имавме препријавте. шанса да се дружиме, да видиме и да живееме во незиното време. Така, какво детство имавте? Колку родителите влијаа на вашето воспитување? Колку ги слушавте нивните совети? Што оно што ве води до ден денеска од родителите? Па, со оглед на тоа што потекнуваме од Патриархално семејство? Па, патриархално од страна на татко, мајка ми е по-open-minded, по-отворена, по-социализирана, што се вика од тој поглед. Не знам, добивавме различни совети. Меѓутоа, сметам дека од двајцата добивме совети за вистински вредности, што бара животот и како треба да се однесуваш во животот. Така да, еве и тоа како си потекна од дома, не потекна од улица. Токму така. Се негде базата е од дома, во секој случај. Вие сте деца на разведени родители. Како вие го преживеавте тој период? Како се сеќаваш? Колку години имаше? Па се секамен, како не. Било што било во животот, така одлучиле нашите да направат. Како викаат, подобро да си ги раздвоиш патиштата, отколку да се мачиш. Меѓутоа, кога станува збор дека имаш деца, мислам дека секогаш е потребно да до самиот крај да се трудиш да останеш со жената или со мажот. Тоа е моето мислење. Меѓутоа, еве, и ден денес све почесто се случуваат разводи, како врски се. Тогаш, можеби у 90-тите беше што ќе речат другите, оние комшите, нашите и у селото или у градот. Денес не му чуе се разведуваат на прва кавга. Така. Меѓутоа, што и да се случило во животот, со мајката, да, така? што и да се случило во животот, имаме почит од двајцата родители и тоа. Некогаш таткото наш, затоа што не живееше со нас, кога почнувавме со професионално со музиката,
многу пати даваше коментари од стилот на земете работете нешто, не се живее од ова. Меѓутоа нашата амбиција беше многу нивоа на неговиот мозок. Го уверите во спротивното, да. Да ти кажам, никогаш не сум кажал, меѓутоа еднаш до тој степен се изнервирав што никогаш не сме биле деца или дечки да се покажуваат кој колку како има. Меѓутоа еднаш стварно го викнав и му викам дојди да видиш се што имав зачудено дека се живее од музика и да го смени мајндсетот, да не збори више за тоа дека треба да се откажеме или било што. Значи, толку поддршката од страна. И мислам дека го направивме горди, затоа што тогаш стварно, до тогаш немаше, дека не живееше со нас, немаше осетено стварно, уствари колку сме популарни у тој период и што стварно ние сме постигнале за држава преку музика. За разлика од мајка ви, која ве пратеше на сите настапи и беше можеби најголемата поддршка, сигурна сум дека и до ден денес. Двајцата се поддршка, меѓутоа мајка ми е на друго ниво поддршка, затоа што со нејзе сме, мајка е мајка, затоа и имаме албум се вика Мајка, посветени на нејзи и на Македонија. И за сите мајки, нели? Така. За тебе. Ти благодарам, да. Керка, да. така да тоа е тоа. Тука беше од почетокот на кариерата се до 2014 година, како што ти кажав пред да влезам во студио, затоа што пред да дојде Ѓурѓа и рековме ова е проектот каде што ние ако успее продолжуваме понатаму. Ако не успее, доаѓаме у твојата фирма и работиме у твојата фирма. Затоа што не бевме спремни више да трошиме пари. Затоа што првите 3-4 години од кариерата фамилиарно многу се потрошивме како и ние тоа све го гледавме. Слушавме како некој менаџер волку земал, тој земал волку и почнавме да се разочаруваме. И рековме, не ке ме више да се мешаш, ако успееме, треба да бидеме самостојни. Че се или нешто беше. Треба да бидеме самостојни. Ова е последната песна што ја издаваме со твоја помош и тоа беше пола-пола, она дае некој дел од финансиите за спотот. И само тој спот го финансиравме од целиот проект. Другите, после као река, си почна да си доаѓаат луѓе кои што препознаа квалитет у нас. И така на наша среќа се случи да продолжите со музика, да продолжиме со музика и да ни успее тој проект. Да ни се врати финансиски ден денес, затоа што имаме турнеи во Австралија, имаме многу настапи секоја година во Македонија, сега сме во Германија. Така да може убаво да се живее во Македонија од музика? Може ако си квалитетен, ако си различен, ако те прифати публиката. Денес може да не си различен, може да не си квалитетен, меѓутоа да те прифати публиката на некој друг начин. Така да ако публиката те прифати и ти дае шанса, ќе живееш од музика. Ако не, можем јас да седнам тука и да си пеам за без пари, за нула. Така. А тие пари се награда од настапите што ги зема, награда за све што сме понудили ние према публиката. Така, каде го имате земено најголемиот хонорар? Најголемиот хонорар? Од една од еден настап, да. Добро прашање ти, затоа што стварно не сум. Сега ме натера си мислам во глава. Па не знам. Може би на концертот во Јане Сантански. Тоа, значи добро, тоа е сепак голем концерт и тука во Јане Сантански кога правевме концерт, бевме организатори ние заедно со Иноватива продукција, тие се агенција кои што не водат како букинг агенција и се решивме заедно дека ќе го организираме. И имаше огромна продажба на карти, имавме ние обезбедено спонзори. Значи, ние влевавме и како артисти, и како организатори. До тој степен сме пораснали. Сте влезани, да, во целата во музика, приказна, да. Од тамо, иначе вака, да не организираме ние, Австралија, Германија. Со душа ве чека публиката таму, бидејќи има доста македонци. Па да ти кажам, прави со душа чекаме и ние секогаш да идеме таму. Не е се околу парите, како што ти кажав, затоа што ние ова го правиме стварно од љубов.
што значи љубов? Тоа значи дека се осеќаш жив на Да. сцена. Ти кога Спојувате корисно и да, убаво. кога идеш на сцена не мислиш леле овој постен ќе ми исплати или не, туку гледаш маса на луѓе и ти уживаш. Тоа е душевно богатство. Затоа викам дека не е се околу парите. Така, колку често на некој од настапите не ти било добро, не си расположен за пење, но веднаш ще се променува секога ќе застанеш на сцена и баш кога ќе ја видиш целата таа маса. Како знаеш да го надминеш сето тоа? Ако мислиме на цела кариера, имало такви моменти, меѓутоа сега кога почнавме со бенд сериозно да музицираме, немало многу такви настапи. Едноставно нас ни е најбитно да кога ќе имаме настап да има луѓе. Тие ни ја даваат енергијата и ни ги решаваат сите проблеми. Тоа е најубавото. Значи да имаш луѓе, да сватиш дека тие не ја продолжуваат и кариерата. Секој настап тие ако е полно, ти ја продолжува кариерата. Така. Свегаш, меѓутоа имало и настапи каде што сме имали помалку посетеност, меѓутоа не можеш ти да даеш као артист негативна енергија, затоа што моето мото е од сцената иде и енергијата према публиката. Ти можеш да пееш и на 1000 и на 10.000 и на 10 луѓе, треба да се однесеш исто. Исто. Да, затоа што и тие 10 луѓе се исто како 100.000 луѓе, затоа што има способност да кажат лошо си поминав, нема. А вака и на 10 луѓе ќе рече топ се, многу се добри, енергични. Супер, да. Каде во Македонија се чувствувате како дома, освен во Демир Хисар? Предпоставам дека и таму Во Скопје. во Скопје. Одите често во Демир Хисар, имате настапи таму? За жал не, имавме 2 настапи кога бевме на почетоците од кариерата, еден во културниот дом и друг во кафич. Од тогаш мислам дека тоа беше 2010 година, не сме пееле, Демир Хисар. Одите често во Жван? За жал. Да, идеме често, не премногу, меѓутоа идеме, знаеме да поминеме. Инаку сегде се чувствуваме, убаво ни е Крушево да отидеме. Некако многу топло не прифаќа таму. Веќе отидеме у Крушевска вода. Како војвод или кумите? Па, покрај музикава, мислам дека некако споделуваме исти емоции затоа што ние пееме за Крушево во тој патриотски албум, а они ни возвраќаат со почит кој да отидеме. Така, секоја публика е различна на свој начин и сегде има ваши фанови. Каде исто сте прифатени како дома, да кажам, била ли некоја случка каде што некој ве побарал за кум, не знам, се случиле бракови, родендени, некои такви ситуации? Има ли некоја таква посебна случка која можеш да ја издвоиш од сите овие години? Како мислиш да не побара за кум? Од блиски пријатели? Не, на настап. А, Еве, ние сме ваши фанови. Тука сме вечерва, дали Не сме. вечерва ја барам девојката, дали може да ни бидеш кум? не сум имал Не сте имале таква и ситуација. Не знам дали би бил така кум, затоа што кум треба да ти биде и некој што ти е близок според мене. Не можеш така да отидеш како кум. Според мене, секој со своето мислење, меѓутоа сме настапувале на свадби каде што ги изненадуваме младите или сите присутни и правиме 20 минути, пола сат настап каде што тоа е посебен филм. Со пола сат кога ти идеш, ја и Мартин одиме, човек, тоа е као стадион да пее. Песниме се прифатени не могучиш. Не могу. Миле паника што ги рече. Да. Да се навратиме малку на семејните вредности. Како изгледаат вашите семејни ручеци? Која тема е најчесто присутна на маса? И со мајката и со таткото. Па, почнуваме многу мирно и после И се почнува да ескалира. Се собираме за Божик, за Великден, за не секогаш, меѓутоа се собираме така. Не, што знаеме? Знаеме да се избориме за
за мајка ми работата, за нашата работа, како сме, што сме, сите со своите планови, што во иднина. Од неодамна стана и чичко. Да, и сигурно тука е исто фокусот и промината во вашето семејство. Така да ја идам често сега кај Мартин, затоа што му се роди ќерка Лијана и сега сум најсреќен чичко. Сакам, не знам, ми се роди некое чувство као да сакам да видам секој ден. Лијана, така да... И сигурно желба да сега и ти станеш татко што поскаро. Па секој здрав човек во главата би сакал веројатно да стане. Така, скоро се види со твојата девојка. Да. Долгогодишна врска. Па да, 4 години сме заедно. Релација Скопје. Скопје, Виена, тоа се тие сладки маки во животот. Мене ми е убаво Скопје. Јас сум израснат и Македонија, све. Никош не сум се гледал као човек што може да патува толку често. Меѓутоа, ете, 4 години, тоа ми се случи. Значи, лекција Кога е љубовта дека... во прашање, да. Па најмалку очекуваш нешто, ти се случа. Меѓутоа, уживам во незиното друштво, уживам покрај незе, затоа што е особа која што стварно ме разбира и мислам дека ме направи подобар човек од што бев на секое поле. Така, дали се пронаѓаш во Виена? Дали би можел да живееш таму и... Се ова, онако случај, ќе ја прекинеме свадба. Тука земав ја, купив стан, имам опција за тука. Јас сум објаснил дека мојот живот е тоа што сум музичар. И ја реков, ако може да бидам таму почесто, меѓутоа да си патувам цело време како што патувам до ден денес. И никој тоа не го осетил, да, и тоа никој не го осетил. Сега ќе ми биде базата. Ако нешто што не ми фали таму, ќе си дам во Скопје, ќе си дам во Македонија. Меѓутоа сум објаснил, јас доаѓам заради тебе тука. Мене не ми фали буквално ништо во Македонија. А каде она сака да живее? Како? Каде она сака да живее? Види, тоа е искрен да бидам, Виена е метропола и она има добра работа и ја не сум себичен во оваа ситуација да ја речам, еј, ти мораш да дојдеш во Скопје. Значи, тоа сум го земал од мајка ми, не сум го земал од татко ми патриархалното. Затоа што тука се друг систем, друго здравство, би нема да биде среќни и исполнета од таа страна. Ако не сме среќни во Виена, ќе си имам стан тука, ќе си дојдеме. Ти као на психијатар да на терапија. Се шегувам. Значи, како биде битно е да се подржуваме и да се сакаме и кога ќе се сака човек може да најде заеднички јазик за све, мислам. Така, свадбата кога треба да се случи? Ти дека во Белград живееш и сам... Ај ќе видиш. Свадбата, чекам човек, многу приватни работи почне ме прашаш. Не, тоа е убаво нешто. 19 јули би треба да биде. Така, набрзо ќе биде во Скопје, така? Да. Добро. За жал, неодамна се случи лошо нешто за сите нас, нешто што не погоди, нешто што мислам дека години нема да можеме да се опоравиме. Колку тебе лично те погоди, како се носиш со целата ситуација? Како да не те погоди, човек? Трагедија. Не знам друг збор потажно од трагедија да се опише. За сите што изгубија, нели братче, сестриче, било што трагедија. Треба да се сменат многу работи во Каква полука треба да извлечеме од целава оваа трагедија? Каква полука? Мислам дека треба као општество и како држава, до оние што не водат, треба да не водат подобро. Во секој поглед. Ја и Мартин, ја не судам на никој што пее такви настапи, меѓутоа ја и Мартин, као Next Time,
тие настапи на многу интервју сме ги кажа дека ги одбиваме затоа што нема услови за да бидеш среќен и да пееш како прво. Почнаш во 1 сат. Доаѓаш на самиот настап. Ти си главната атракција што треба да забавува публика, се понашаат како да не те знаат. Таму, со самото доаѓање. Почнаш касно. Се пуши внатре. За здравието е катастрофа. За гласот исто. За гласот е тоа катастрофа. Пееш до касно, не знаеш дали ќе ти исплати газдата, се прибираш касно и најпозитивната ствар е што дошло луѓе за тебе, таа дружба. Тоа е најпозитивната ствар од таквиот вид на настапи. Само затоа што споделуваш емоција со фановите. Све друго е бајато. Немаме ние услови за такви изведувања. И јас секогаш сум рекол дека ако нема услови за пеење, не мора да пеам. Имате некои посебни критериуми кога станува збор за... Сакаме да пееме на отворено, на голема сцена, каде што има добри услови и тој што ќе дојде да те слушне, да рече, ова убаво звучи. А таму не ни звучи ништо. Таму луѓето пијат, не знам дали те слушаат, нема убаво звучење за да те слушне. И единствена позитивна работа ти ја кажав е дека дошле луѓе да те видат и ти си дошол за нив. И близко, имаш флуид со публиката, да. Да, треба да се коригираат тие настапи. Ја не можам да сватам. Ние на почетокот кариерата све такви настапи пеевме. И као тинеџери сме се вракали у 6 саат дома. Некојаш те исплатиле, некојаш не те исплатиле. Некојаш немало публика. Меѓутоа сме сватиле дека стварно не ни исполнува тоа. Сакаме вака да те прифатат како артист, како нешто поразлично. Ја мислам дека еден артист не треба пее у толку мали или такви места. Да, но за жал има многу такви места низ малите места. А реков државата затоа што треба да опипа низ цел терен. Не само тоа, да ги опипа зградите. Гледаш како растат сите квадрати, 2500 евра квадрат во Скопје, не знаеш што има во зградата. Криви зидови, све, треба све да се опива. Да, Стефан, колку често одбивате настапи? Поради тоа што нема соодветни услови, лично вие. Па мислам дека и тие и прекина да не бара, затоа што ние буквално сега кај што ќе се појавиме, знаат дека не пееме по такви настапи, освен ако нема добри услови. Последно пеевме во Атва во Кичево, беше супер. Има секакви услови за пеење. Убав прием, убави гости. Тоа е тоа. Меѓутоа не пееме, да речеш, дискотека. Така. Што е она што те насмеало до солзи во последно време? Серија. Која? Серија и Лијана ме смее. Керката на Мартин. Кога ќе ја видам фацулето, кога ќе го видам, секогаш ме смее. Кога си плачал последен пат? Дали Кочани беше? Абе, да бидам искрен, не плачев, меѓутоа плачам у себе за Кочани. А буквално да плачам... Колку си емотивен, колку знаат да те погодат? Да, емотивен сум, меѓутоа за Кочани, за таа трагедија сите плачевме во себе, некој плача и стварно со огромни солзи. Мене ми е многу криво за ДНК. Иако ја ќе кажам дека ние немавме некој однос низ кариерава, се знаевме, немавме некој однос, меѓутоа различен жанр, тешко е затоа што ти е колега да го прифатиш тоа дека ја мислам дека у најцрно сценарио не може да се случи ова. Бенд вака, секогаш кој идеш надвор, се качуваш авион, се качуваш ваму, се качуваш таму, мислиш, ме сваќаш, меѓутоа не можеш да го замислиш тоа сценарио. Да. Дека одеднаш све ќе се... И се уште не сме свесни што се случи, за жал. Па, треба да име на дело, дали луѓе
коригираат некои работи. Гледам дека се апси се прави, меѓутоа не треба тоа првите 5 минути и после забораваш. Така. Треба да се создадат услови за живот. И сите бидеме посреќни. Така. Идните планови на Next Time, на музички план? Како што кажав, сакам да работиме почесто на музика, на нова музика. Најновата ми е со Сладкар, со Океани се вика песната. Таа испадна као мега хит, општо прифатена песна за ева више 2,6 милиони на YouTube има. А има 3-4 месеци од кога извадив. Или така нешто. Тоа не се има случајно со Ѓурѓа, меѓутоа стварно е добра, убава песна, убав фидбек од публиката, многу се препознава незе и сакаме да работиме со тоа темпо, да создаваме квалитетна музика, меѓутоа почесто. Така. Стефан, ти благодарам за искрениот муавет и се надевам дека ќе се изреализираат и професионално и приватно сите овие работи кои ги спомена. Се надевам дека успеав да излечам нешто што досега немаш зборувано. Искрено не беше лоша терапија, нели? Па не беше, мене ми е, види, убаво секојаш да дам во емисија и тие стварно не идеме многу често по емисии. Меѓутоа, кога ми кажа дека си ти водителка, реков со задоволство затоа што стварно не сум те видел многу години. И викам, чекај, да видиме да си кажеме нешто, да. Се знаеме од почеток на кариерата, викам мора да биде супер интервју, мора да те видам. Ти благодарам уште еднаш, поздрав до Мартин и секако до твоето семејство и се надам дека и на гледачите бивме пријатно друштво и дека понатаму ќе ја слушаат музиката на Next Time и секако секогаш сме за квалитетна, не токсична музика и се гледаме точно за 7 дена на истата фреквенција, животна приказ на 17 часот и 45 минути савет.